Нема прашање на кое не сум одговорил. И нема тема на која не сум отворен да разговарам. Испраќа тоа што сака да го чуеме, односно тоа што они сакаат да ни го презентираат. Политичките партии, институциите кои што секојдневно ги трупаат новинарските сандачиња со вести и со пиар соопштенија, се пренесуваат во медиумите без никаква проверка. Медиумите констатиравме дека се генерално пренесувачи на штетните наративи. Кога го растете сопственото дете, внимавате да изградите карактер кој ќе почива на вредности. Можеби една од најважните вредности е искреноста. Знаете и сигурни сте во вашето дете тогаш кога ќе почувствувате дека е искрено и дека е транспарентно, кога знаете кои се неговите проблеми и како доаѓа до решенијата. Слично е и со државата, односно градењето на доверба помеѓу државата или институциите и граѓаните. Тие најмногу веруваат кога институциите се транспарентни, кога знаат кој наоѓа решение за нивните проблеми и како го прави тоа, кој е одговорен. Во денешното издание на Само прашај зборуваме за кругот на институции, медиуми и граѓани. Останете со нас. Како и за колку време се гради доверба? За колку време истата може да се сруши? Дали граѓаните им веруваат на институциите? Каков е системот во кој не постои доверба на граѓаните? Почитувани представници на медиумите. Може? Благодарам, почитувани граѓанки и граѓани, почитувани представници на медиумите. Ден од мене и од општина Јагуновце. Пред ви благодарам, почитувани граѓани. Нивните лица се постојано околу нас. Милозвучни поздрави се слушаат од екрани на сите уреди. По логика на нештата, ваквиот пристап би требало да значи отвореност и искреност, а со тоа и доверба во системот. Но истражувањата укажуваат на спротивното. Во Капиштец, во влажен и облачен ден, по дневната набавка на храна, ја сретнавме господја Вера. Од маркетот до дома зборувавме за односот граѓанин-политичар. Дали македонските политичари знаат да комуницираат со народот? Мислам не. Зошто? Не се транспарентни? Затоа што веќе ние народот немаме доверба во нив. Тоа е основната причина. Како комуницираат? На кој начин ги испраќаат пораките? Испраќаат тоа што сакаат да го чуеме, односно тоа што они сакаат да ни го презентираат, но не го реализираат. Господја Вера се информира најчесто од телевизија, но критичкото мислење го гради според нешто друго. Јас ги читам колумните од познати новинари. Тоа ми е меродавно. Друго ништо. Во друго ништо немам доверба. Знаете, довербата се стекнува. Ако еднаш сум излажена, втор пат сум излажена, трет пат, нема друг начин. Неодамнешното истражување на Институтот за комуникацијски студии за транспарентност на институциите покажа дека постои недоверба кон содржините што се пласираат на медиумите, па мнозинството учесници изјавува дека се сомнева во се што се објавува на медиумите. Но иако постои генерален сомнеж кон содржините објавени во медиумите, релативно низок процент од учесниците практикуваат да ја проверуваат веродостојноста и точноста на вестите што ги читаат. Имено, повеќе од третина од сите учесници не го проверува објавувачот на веста, а повеќе од половина никогаш не проверува дали веста има потпишан автор. Почесто пак, учесниците проверуваат како други медиуми известуваат за веста и се советуваат со лица кои ги сметаат за познавачи на темата. Граѓаните имаат бројни забелешки, но главната е дека многу се зборува, а малку се кажува. Многу малку. Транспарентност во однос на тоа кој е политик, мислам кој е пред гласање, да најават некои работи меѓутоа, после тоа и кај се трошат нашите пари, баш немаме увид. Според истражувањето на Институтот за комуникацијски студии, перцепциите на анкетираните за фреквенцијата, достапноста, јавноста и разбирливоста на информациите што ги споделуваат државните институции е дека тие не се споделуваат редовно. Чувството го засилува фактот ако брзо се обиделе да завршат работа во државна институција.
Губењето време и слабата експедитивност на службениците им го засилува гневот и убедени се дека не знаат да комуницираат со граѓаните. Не знам. Зошто? Затоа што се неписмени, полни со себе. Граѓаните кои сакаат да зборуваат пред нашата камера велат дека се додека владее неказнивост и неодговорност за лошото работење и се додека партиите поставуваат своји луѓе на раководни позиции, ќе има ниска доверба во институциите. Уште повеќе, ќе се гаи песимистичкото чувство дека не е и нема да биде добро. Ништо не функционира. Решението не е со голема филозофија. Ако институцијата испорачува административна услуга за која што не мора да доплатите за да ја добиете, не мора да чекате со месеци, ако политичарите ги кажуваат работите со вистинските зборови, ако се искрени пред своите граѓани и ги исполнуваат своите ветувања, ако медиумите работат за општото добро и како коректив на власта, довербата сама по себе ќе се врати. А каков е ставот на политичарите? Тие се убедени дека работат транспарентно и не само тоа, туку дека редовно се отчетни пред граѓаните. Ова е одлична можност да зборуваме за една од темелните вредности во современата демократија, тоа е транспарентност. Тоа не е само збор, таа е принцип што ја поставува разликата меѓу општеството кое се движи напред и општеството кое стагнира. Таа алатка што ја зајакнува довербата меѓу граѓаните и институциите. Ја намалува корупцијата и создава услови за стабилност, напредок и заеднички развој. И кога говорам за тоа, мислам и на правото на секој граѓанин да знае како работи владата што ја избрал. Транспарентноста подразбира дека секоја одлука што ја носиме е видлива, достапна и разбирлива. Тоа значи дека институциите се отворени за прашања, критики и препораки. Но транспарентноста е многу повеќе од тоа. Таа е одговорност. Одговорност на сите нас, носители на јавни функции, да ја оправдаме довербата на граѓаните. Таа е и моќ да ги идентификуваме слабостите, да ги адресираме предизвиците и да создадеме подобри политики. Што е она што го затекнавме и тоа што како нова влада го имаме за впечаток во однос на состојбите со транспарентност. Нашето општество предолго време се соочуваше со недоверба во институциите. Институции обременети со корупција, нестабилност и некомпетентност. Се соочивме со предизвици како што се ограничен пристап до информации, непотполно известување за клучни одлуки, корупција и неефикасност. Овие проблеми не само што ја подкопуваат довербата, туку ја спречуваат и ефективноста на управување на владата. Претходната влада донела дузина документи, стратегии и правилници, но напишаните слова без ефективност во делувањето немаат суштина. Корупцијата и неказнивоста го разјаруваат нашето општество. Неинклузивноста во носењето на клучните политички одлуки, но и затвореноста на претходната влада и бегањето од јавноста за клучните политички процеси и креирањето на решенија за најважните отворени прашања во 4 ѕида, видовме во претходните години како завршуваа со договори за кои постои силна поделеност, нетолеранција и најчесто отфрлање од мнозинството граѓани. Ваквиот пристап мора да се промени. Испраќам јасна порака дека тоа време заврши. Транспарентноста не е само врска, таа е основа на нашиот план за градење на модерна и демократска држава. Во оваа насока како влада го поставивме транспарентното работење како прв приоритет. Нема прашање на кое не сум одговорил и нема тема на која не сум отворен да разговарам. Како заложби можам да ги наведам следниве: отвореност на информациите, активна комуникација со јавност. Институциите не треба само да информираат, тие треба и да слушаат. Јавни консултации, дебати и средби со граѓаните. Трето, отчетност и надзор. Отчетноста е клучниот показател на транспарентност.
Медиумите се ширачи на пораката, но во исто време и креатори на општествената атмосфера. Дали знаат која е и колкава е нивната моќ? Дали знаат која е нивната улога? Дали знаат што се случува со медиумите кога ќе изгубат довербата од својата публика? Во нераскинливиот синџир на градење доверба, медиумите играат клучна улога. Начинот на кој работат, професионалноста и етиката при кои се водат, се доста дискутабилни, имајќи ја предвид довербата што ја уживаат кај публиката. Неказнивоста и заборавањето на борба за јавното добро го вперува прстот и во новинарската фела. Па мислам дека тоа се должи на општа деградација во новинарската фела. Во последниве години се намножија многу медиуми. Речиси портали има, секој втори има портал, во кој што работат 1 до 2 и кои што можеби у пижами од дома ставаат исти. Во такви услови, најлесен начин како да се привлечат повеќе кликови кои што би довеле евентуални реклами на нивниот сајт, се да се прават што е можно повеќе информации. Најлесниот начин да го прават тоа е обично копипейстирање. Од каде да стигне информација на Facebook статуси се пренесуваат, што во многу случаи се покажале понатаму и како неточни, може да предизвикаат паника во одреден момент. Политичките партии, институциите кои што секојдневно ги трупаат новинарските сандачиња со вести и со PR соопштенија, се пренесуваат во медиумите без никаква проверка, без никаква дополнителна вредност на тоа што е само кажано од институциите. Во таков случај новинарите и медиумите губат довербата, бидејќи нивните известувања се покажале како неточни во некои случаи и граѓаните потоа не им веруваат. Новинарскиот леп не се заработува лесно. Она што е кажано на говорница, понекогаш е одложено во пракса. Често се случува трпението да се добие одговор од институција, да треба да трае и со недели па и месеци. Например, имавме случај во редакција колега да чека 17 дена за одговор од Министерството за внатрешни работи и 3 месеци од владата. Зборувам за поставени прашања кои што не подразбираат барање на статистички поратоци од претходни години, ангажирање на вработени во институцијата за да го подготват тоа што им го бараме, туку зборувам за едниот случај за потврда на информацијата, за другиот случај за став, односно за мислење на конкретната институција. Тоа вообичаено се одговори кои што би требале да ги добиеме или истиот ден или евентуално следниот ден, но никако да се чека со нив со недели или со месеци. Прават ли медиумите селекција на пораките и начинот на пренесување на изјавите на политичарите? Каде завршува слободата на говорот кога политичарите употребуваат навреди или говор на омраза? Институтот за комуникацијски студии ги мереше штетните наративи во медиумите во време на предизборие. Податоците се загрижувачки. Медиумите констатиравме дека се генерално пренесувачи на штетните наративи. Прва по квантитет би рекла дека е подкопување на довербата во институциите и тоа неосновано подкопување, или кога се изнесуваат окривувања за непотизам, злоупотреба на службена должност, за корупција, криминал, при тоа не се изнесуваат доволно докази. Вториот по квантитет штетен наратив е како се вика пристрасното селектирање, кога не се изнесуваат сите факти за да јавноста добие едно мислење кое што ќе биде издржано, односно пренесуваат малте не би се рекол само една страна и тоа сопствената. Третиот по квантитет е нападите на лична основа, тие се навистина многу чести. Некојаш напади ние ги градиравме од можеби помалку интензивни до демонизација на личноста, каде што личноста се представува како зла, со кој што најмногу се деградира личноста, се омаловажува, се искажува потполно непочитување. Четвртиот ни е некогаш зависно во кој медиум ни е популизмот и поттикнувањето на поделби, кој што исто е едно од најстрашните штетни наративи, бидејќи во едно вакво поларизирачко општество како што е македонското, секоја изјава која што ќе го продлабочи тој поларитет, таа поделба, може да предизвика само уште поголема штетност. Професорката Јелен од Шкотскиот универзитет вели дека пренесувањето штетни наративи во јавност може само дополнително да го подели општеството и кај еден дел да ја продлабочи недовербата кај политичарите. So the
Harmful political rhetoric is very divisive, and it does also set several examples of what is appropriate to say in the public sphere and what's not appropriate to say in the public sphere. It has a complex relationship with trust, because in a way people who disagree with those statements and know that this kind of harmful, intolerant and hate speech is wrong will distrust politicians more, whereas those who might be more in agreement might be trusting them, might have higher trust. But the trust in politics is declining, which means that when we have this kind of situation of distrust, there is greater anxiety towards unpredictable situations, and we feel out of control. And that's why in some contexts, authoritarian leaders who do make these kind of assertive comments, and not necessarily evidence-based communication, but something that resonates with people who are particularly anxious about unpredictabilities and complexities of the world towards other ideas and different ideas, that they might place higher trust in them, and that's why they might also be more popular, because they feel more connected to that. But on the other hand, we do have people who profoundly distrust this leader, so it is a little bit kind of more complex question. Ваквиот начин на информирање, пренесувајќи штетни наративи, без филтер и почитување на етички и професионални стандарди, создава токсична атмосфера во која безизлезно се гуши целото општество. Брзајќи да ја објават секоја нова информација, забораваат да се прашаат дали токму таа информација е навистина вест што е вредна за објавување, и на тој начин свесно или несвесно придонесуваат за зголемување на токсичноста во медиумскиот простор и во нивните новинарски содржини. Сите здружено создаваме отровен општествен конструкт во кој живееме, и искрено и интимно не сум повеќе сигурна што е поживотно загрозувачки. Отровниот воздух што секоја зима го дишаме, или отровните комуникации и штетни наративи кои секојдневно ги примаме и ги преживуваме. И двата се токсични на свој начин, влијајќи на квалитетот на нашиот живот, на ограниченоста на движењето и на ангажирањето во општеството во кое што битисуваме. Опасноста од пренесување на штетни наративи, не трагање по вистината, туку голо изнесување на изјави кои се потпалувачки, можат да го однесат општеството во друг правец. Професорот за комуникација на Универзитетот Лавборо во Велика Британија, Вацлав Штетка, објаснува како популизмот го напаѓа новинарството. Populist leaders and actors are often known for attacking journalists and press in general, because in populism it's considered part of the elites, and populism as an ideology is often trying to simplify the world and present it as a fight between people and the elites. And traditional media and professional journalists are often treated and considered to be part of the elites, and that's why populist leaders and actors are very often rallying against them and mobilizing their voters and supporters against the traditional journalism. The problem really becomes when populist leaders or actors get in power, when they get in government. Then they often adopt laws or regulations and policies that restrict freedom of media, freedom of the press. So the hostile rhetoric becomes a hostile policy. Медиумите не се боксерски ринг, ниту место за склучување сделки меѓу политичари и новинари, вели данскиот новинар Курт Странд. Смета дека новинарството мора да се менува, да нуди известување кое ќе го информира, но и смирува општеството, наместо новинарство кое ќе ја зајакнува поделбата. Потенцира дека за тоа е потребно подолго време. As journalists, we love conflicts. We love when people, they are yelling. We love when they are arguing in a very high tone and stuff like that. And probably as a TV journalist, you often say like, wow, this is great television. We love that. But if we just relax for a second and say like, what do people get out of this? What do they learn from this? Maybe they are entertained. Sure they are. But did they get any important information? No, but it was entertaining. I think we should be more ambitious. I think we as journalists, as TV stations, TV producers, media in all should be more ambitious with the journalism that we are doing. I mean,
I know it from myself. I've been doing tons of TV and radio interviews, having debates in studios, and very often looking at the clock, saying like at the very end, I can hear that we will not come this any closer. Yeah, it's not overnight. This, I mean, journalism is a supertanker, and a supertanker takes some time to change the course. And I mean, we have in Denmark, we have been working with these questions, and we have been working with these so-called constructive journalism for now almost 10 years. And you can see changes around in the media business. You can see some places you can see big changes. You can see, for example, a regional TV station totally changing the way they are doing journalism. You can go to Norway, for example, see the public broadcaster in Norway, NRK. They are totally changing the way they are doing news. And they have actually a good success by doing that. But they don't do that from the one day to the other day. It's a process taking years. I mean, it's also about changing habits. It's also about changing the journalistic culture. Вистински предизвик во светот се и дезинформациите. Непрепознавањето на вистината и креирањето на паралелна вистина преку лажни факти може сериозно да ја разниша демократијата. Democracies are built on principles of freedom, inclusivity and open discussion. But they are not immune from the effects, from the negative effects of divisive and misleading political rhetoric. The British government is actively supporting work designed to support free media and to tackle harmful disinformation that undermines democracy and free speech in democracies such as ours. This type of disinformation attempts to weaken us as NATO allies and to subvert our democratic ideals. These harmful political narratives, one, undermine democratic processes and threaten the stability of our societies. Two, promote intolerance, weaken democratic norms, and aim to destroy our checks and balances. And three, distort people's understandings of issues, create division, promoting a sense of uncertainty. Медиумите мораат да бидат партнери на јавноста. Преку својата работа, постојано да ја унапредуваат и зајакнуваат довербата на својата публика. Оној што не го забележува незадоволството, за брзо нема да може да го ужива ниту задоволството. Комуникацијата меѓу институциите, медиумите и граѓаните не смее да се одвива како во паралелни светови, затоа што губењето на довербата носи бројни системски проблеми. Ви благодариме што бевте со ова издание на Само прашај.